една случка ми беше хит од оваа сезона. Добра. Беше група дечиња, мали дечиња од градинка некоја од Скопје. И едно од дечињата не сакаше да се вози на трактор, на приголка и почна да плаче. Ние не можевме да сфатиме зошто плаче детево. И после кажа дека од дома му рекле дека ќе ги вози чичко на трактор, а тука ги возев и јас. И тука сваќаме дека моравме да малку повеќе внимание да му обратиме, му кажеме дека возат сега и жени трактор. Да, не само мажи, само чичковци. И така тоа ни беше малку поинтересен, да кажам, момент на фармата оваа сезона. Здраво, ова е подкастот за секого по нешто на Сакам да кажам МК. Јас сум Ана Антевска, а денеска со нас е Ана Лабор, млада земјоделка од Преспа, која покрај тоа што има свој овоштарник во Преспа, се занимава и со агротуризам. Здраво, Ана, како си? Здраво, Ана. Ти благодарам многу за поканата. Ми е мило да бидам дел од вашиот подкаст. Претпоставам сега си малце полабава зимово со работи околу твојот овоштарник, фарма, како и да е. Така, во принцип работата на земјоделецот е олеснета во зимскиот период, барем во овоштарството кај нас, меѓутоа сепак не значи дека немаме обврски. Што правите во зима? Сега... Наша една пријателка сега се сретнав и кажав дека ќе правам подкаст со земјоделка од Преспа, ме рече што прават во зима кога немаат јаболки? Во зима ги продаваме јаболката. Значи во зимата е продажбата на јаболката. Меѓутоа исто така преку целата зима трае периодот на режење, односно кроење на дрвјата и тоа треба да биде завршено додека да почнат да цветаат. Така што да, зафатени сме. Има работа и во зима. Период, да, точно. Како е, Ана, да се биде жена земјоделка во Македонија? Па не е многу лесно, да бидам искрена, затоа што генерално жените како земјоделки не се толку ценети како мажите, односно се уште постои тој скептицизам дека жената нема да произведе добар плод, дека нема да има добри јаболка во случајов нели кај нас или сливи или черешни, односно цреши. Меѓутоа, секоја година гледам се повеќе и повеќе активни жени земјоделки и можам да кажам дека се на рамо со рамо веќе со мажите, односно оние земјоделци кои што професионално си ја вршат работата. Како почна твојата приказна да станеш жена земјоделка, со оглед на тоа дека ми кажа во неврзан разговор дека и ти како многу млади луѓе од помалите градови си заминала во Скопје да студираш, потоа си живеела во Скопје 15 години, па потоа си заминала во Дубај. Како дојде до тоа повторно да се вратиш во Македонија, односно да се вратиш во твојата родна Преспа? Значи да, нашата приказна, фамилиарна приказна е почната уште од пред 1960 година, кога семејството купувало парчиња земја и почнало да се занимава со јаболкопроизводство. Така да сега јас и сестра ми сме веќе пета генерација сопственици и јаболкопроизводители во Преспанскиот регион. Како сите млади, да, јас заминав на студии, дојдов во Скопје, завршив компјутерско инженерство. Работев тука 15 години, потоа со сопругот заминавме за Дубај, бевме таму 3 години и кога дојде ред да се враќаме назад, јас имав само еден услов. Ако се враќаме во Македонија, да се вратиме во Преспа, а не во Скопје. И да се занимаваме со јаболкопроизводство. Веќе од предходно, од 2018 година, ние почнавме да работиме агротуризам фамилиарно со мајка ми и со сестра ми. И така што кога се вратив, решив целосно да се посветам на тоа и еве уште го правам тоа веќе 2 години како сме вратени. Дали зажали или си сосема сигурна дека се донела вистинска одлука? Не, затоа што животот во Преспа е многу полабав, порелаксиран. Значи, денот не трае подолго, дишиме чист воздух. Така? Така што не, воопшто не зажалив. Па сум исполнета. Кажи ми еве како настана приказната за Спиритов Преспа. Тоа е на вашиот овоштарник, може да доаѓаат и гости, посетители кои што можат сами да си берат јаболки и да уживаат нели во еден овоштарник, да поминат еден ден на овоштарник, претпоставам и да видат како работат, да се запознаат така, како да бидат земјоделци, да, на еден ден. Да, така го викам јас. Да бидат земјоделци на еден ден. Да. Значи приказната за Спиритов Преспа почна малку во поинаков контекст, односно маж ми од Шкотска
И јас секогаш кога ќе одевме за Шкотска, купував сувенири. И од Преспа не можев да најдам сувенири, само неколку и викам окей, мора да почнеме нешто покреативно. И почнав да купувам пчелин восок од локални производители од Преспа и да правам природни свеќи од пчелин восок. И затоа и спиритов Преспа, да го доловам духот на Преспа, чашките ми беа рачно изработени, направени од грнчар, од ресен. И ставав арома на јаболко, имав и црвени свеќи со црвена боја и арома на јаболко и природни жолтин или восокот како што е. Меѓутоа, полека почнав да ги инфилтрирам и производите од овоштарникот и се разви некоја не знам како да кажем идеја. Значи ова ние што денес го правиме на фармата, што доаѓаат гости, ние не го измисливме, него тоа постои во светов уште од многу одамна. Значи тие последните неколку години пред да почнеме, во Преспа земјоделието беше дојдено на многу ниско ниво и овоштарниците работеа во загуба неколку години со ред. И јас како почнав да го развивам брендот Спиритов Преспа со сувенири и да инфилтрирам домашни производи од јаболка и другите овошја што ги произведуваме, се правев истражување цела година некаде. Значи во Италија и во Америка во 1950-тите години фармите почнале да прават таа диверсификација кон отворен туризам, кога ние во Преспа почнавме да ги садиме јаболка. И така, значи, добив до таа идеја. Идејата беше да се надополнат загубите кои што произлегуваат од продажбата на јаболка. И како оди сега? И денес оди супер. Јас искрено многу сум задоволна. Секоја година се повеќе и повеќе ни растат бројот на гости, со тоа ни растат и приходите. Така што веќе процентот... Овоштарник е во село Царев двор. Во село Царев двор, да. Така. Значи веќе процентот помеѓу профитот од продажбата на јаболка и од туристите веќе доаѓа на многу поблиско ниво. Така што не едното без другото веќе и не можат. Затоа нели јас ги работам овоштарникот, го работам да имаме екстра квалитет и производ, затоа што тоа ми е неизоставен дел од приказната за Спиритов Преспа, туристичката понуда. Еве, како изгледа еден твој ден како млада земјоделка на овоштарникот? Па јас искрено станувам многу рано. Во колку? Па во лето, уште од 5 сатот може да станам и предходно. Значи сакам првото кафе да си го испијам рад, пола сат никој да не ми зборува, да се расонам. И после тоа почнуваат активностите надвор. Сега во периодов, значи кога е период на режење, кажам, јас тоа лично не го работам, имам екипа која што веќе неколку години го прави тоа за мене. Меѓутоа, знам често да одам да проверам, да видам до кај работата, како оди и да направам некоја фотографија, нели, за социјалните мрежи. Меѓутоа, периодов јас лично сум зафатена повеќе административно, бидејќи покрај туризмот и овоштарството работам и како консултант за рурален развој и локален координатор за неколку проекти кои што во моментов се одвиваат во Преспа. И во моментов го искористувам, бидејќи помалку сум зафатена околу овоштарникот, повеќе административно да завршам работа. А како е на лето? Или на есен, кога се берате во... На лето, на есен е турбо. Да, значи буквално е турбо од 15 септември до крај на октомври, па дури додека да ги собереме индустријата, односно падваните јаболка, не фаќа некаде, не фаќа може да фати и до крај на ноември. Ние викаме од Крстовден до Митровден да завршиме. Зошто спомнав, Крстовден е 27 септември. Во Ресен имаме фестивал Јаболко Бер. И тоа веќе 70-80 години како тој фестивал се одржува и ни е празник на сите и тогаш го откинуваме символично првото јаболко. Тоа не значи дека ние сега тогаш ќе почнеме со берба. Може би порано почнувале, меѓутоа сега зависи од побарувачката. Кога ќе имаме нарачка да собериме јаболка, тогаш ги бериме. Некогаш, например, кожарката ја бериме уште крајот на август. И слично, или со редовна берба почнуваме во октомври.
Меѓутоа 27 ни е официјален ден, ни е празник на сите. Колку часа трае берењето на јаболки во текот на еден ден? Колку почнувате од 5 наутро Не, претпоставам? започнуваме во 7 часот. Во 7 доаѓаат работниците, пиеме кафе во дворот, значи тоа ни е како традиција. И после одиме на барче, на овоштарник, да, и се завршува до 4-4:30 веќе да сме завршени. Така, кафе е вашиот овоштарник и колку јаболка годишно произведувате? Оваа година, значи овоштарникот мојот дел е 2,5 хектари, од кои што во кои што имаме и цреши и сливи, со јаболка чисто нешто над 2 хектари се. Оваа година ја собрав 135 јаболка, вкупно прва класа, мислам конзумно јаболко и индустријско јаболко, и тоа е некако максимумот достигнат по хектар колку би можело да биде и сум супер задоволна. Преку зимава, значи нешто што уште немам објавено на социјалните мрежи, е пола хектар ги откорнав јаболка, што сега е во фаза на преработка на земјиштето, односно орање, танирање неколку пати, така што планираме, нели, здравје за 2 недели да посадиме нов овоштарник. А има ли работници за берење јаболки? Па секоја година се помалку и помалку. Значи, да, имаме проблеми со иселувањето, не само од наша македонска страна. Нашите работници се најголем дел од Мала Преспа од Албанија. Тоа се македонци кои што живеат во тој регион на Албанија, и меѓутоа и тие, како и од наша страна, нели, се повеќе и повеќе се иселуваат во Европа, и со тоа ни се намалуваат бројот на работници. Меѓутоа не значи дека не можеме да ги најдеме. Значи има, јас супер сум задоволна, секоја година имам група на жени кои што од Мала Преспа доаѓаат за викенди или неработни денови, а имам и екипа од деца од Ресен, кои што се другари и пријатели, и тие доаѓаат и работат. Така. Кога е отворено од кога го отвараш овоштарникот за посетители, и еве ако дојдам јас со колегата во Преспа, што ќе видиме и што ќе правиме на овоштарникот? Започнуваме со работа обично после Великден. Се стабилизира времето, веќе заживува природата, поинтересно е, зелено е, расцветано е. И завршуваме на крај со берба на јаболка, крајот на октомври. Значи периодот која после бербата на конзумното, која береме индустријско јаболко, веќе сме ние затворени за посетители. Започнуваме, кажав, ова година веќе имаме и букирани дати, веќе неколку за мај месец. На 2 мај, цели групи, да. Бидејќи имаме соработка со туристички агенции, неколку месеци однапред ги добиваме датите за престојната сезона. Веќе 2 мај мислам дека е првата група закажана, така да официјално мислам дека тогаш ќе почнеме. Имаме неколку пакети кои што ги нудиме за индивидуални посетители и за групи, со тоа што работим исклучиво со резервација, и тоа неколку дена унапред, затоа што ние, нели, нонстоп сме зафатени околу овоштарникот, а сакаме да ги пречекаме гостите со домашно благо, со домашен сток, и тоа ни зема време да го припремиме. Така. Гостите претпоставам дека самите се ги берате јаболките, така? Ако сакаат. За време на јаболкоберот, тогаш ни е и најпосетениот период. Во септември и октомври, значи и минатата година и оваа година, мислам, и 2023 и 2024 преминавме преку 500 гости само за јаболкоберот. Супер. Со тоа што се повеќе интерес има од школите за дечиња да дојдат како едукативно, да видат како се произведува и сето тоа, со тоа што ние му правиме забава, ги возиме со трактор на приколка. Некои добиваат, значи зависи ако е англиско школа, сакаат тикви како за Халоуин, или да ги украсуваат, ги разбаат, па им даваме колачиња со ајсинг да ги цртаат. Разни форми и тоа, значи по-забавно, по-едукативно за нив сепак за јаболкоберот. Секој учесник добива брендирана памучна тоте торба, и сами си собира јаболка, значи ги му кажуваме кои се сорти на јаболка, кои се спецификите за тие сорти јаболка, како се берат јаболка и сето тоа. Претпоставам дека тоа на многу од посетителите им е првпат во живот искуство, не знам. Да. Еве, какви им се реакциите, или некоја можеби интересна случка која ти текнува да споделиш со нас, со некој? Интересна случка. Една случка ми беше хит од оваа сезона. Добра.
беше група дечиња, мали дечиња од градинка некоја од Скопје. И едно од дечињата не сакаше да се вози на трактор, на приголка и почна да плаче. Ние не можевме да сватиме зошто плаче детево. И после кажа дека од дома му рекле дека ќе ги вози чичко на трактор, а тука ги возев и јас. И тука сваќаме дека моравме да малку повеќе внимание да му обратиме, кажеме дека возат сега и жени трактор. Да, не само мажи, само чичковци. И така тоа ни беше малку поинтересен, да кажам, момент на фармата оваа сезона. Дали имате повеќе странски гости, домашни гости? До COVID имавме исклучиво странски гости. Меѓутоа, после COVID, од самата кампања што беше Дома си е дома, имаше едно промотивно видео за Преспа, каде што ние бевме дел од тоа промотивно видео, тоаш и неколку интервјуа во медиуми. Македонската публика, македонскиот народ дозна за нас и ние сега имаме многу повеќе домашни гости отколку странски гости. Како е сега животот во Преспа? Не знам, имам впечаток дека многу луѓе почнуваат да се враќаат од град во село, во помали градови. Дали имаш ти таков впечаток за во Преспа и дали има многу луѓе што се вратени и што почнуваат да се враќаат, има луѓе да се развиваат мали бизниси? Така. Има луѓе што се враќаат, има луѓе што си одат, се враќаат. Значи, миграцијата во Преспа била присутна секогаш. Нели, јас сум дел од тие што си заминали и се вратили. Јас се надевам дека многу млади ќе се вратат и ќе почнат да работат некаков тип на туризам или земјоделие, затоа што ги имаме сите услови за тоа. Треба да се охрабрат едноставно, меѓутоа јас сепак викам треба да одат да видат надвор како е малку, па нека се вратат. Нека се вратат. Да. Кажи ми, со какви предизвици се соочуваш во твојата работа? Што е најтешко? Најтешко. Самата земјоделска работа е многу тешка. Има пак такви стереотипи каде што мене ми е некогаш, има моменти кога ми е многу тешко да продадам јаболко, затоа што мислам дека ќе се јавувам кај откупувачи и мислат дека сум женско, дека немам добар производ или затоа што правам дел туризам, дека јас не посветувам доволно внимание на овоштарникот. Меѓутоа тоа не е точно и секогаш треба малку само да потурнам повеќе, да почнам, па после ќе продолжат да работат со мене. Имало ситуации, значи еден интересен момент беше ова сезона продажба. Значи спомнав дека беше супер година за продажба, за откуп. Со тоа што ние уште во берба продававме јаболка, има откупни центри каде што за Бајле одевме, земавме амбалажа нивна, со трактори со приколки, па преку ден јаболкото што се собираше го враќавме назад кај ни полни гајбите и тие си ги складираа. И така едно са Бајле беше, бевме па може 10 трактори. Сама го возиш тракторот, така? Да. Од кога возиш трактор? Претпоставувам од дете, пошто ми рече дека се од твоите родители се занимавале со ова. Да, уште одамна, значи татко ми имаше научено уште многу порано, меѓутоа од 2018 веќе почнав сериозно да возам. Како дете, како деца, моите родители со сестра ми никогаш не обврзува дека мора да одеме ние на бавча, дека мора да собереме дента толку јаболка. И мислам дека нашите другари не беше исто и другарки. Тие беа обврзани после школа да одат на бавча и да соберат дека денес мораше толку гајби со јаболка или нешто. Нас ни вика ако сакате дојдете, ако сакате не морате на бавча. И мислам дека тука е тоа што нас не ни направи да се чувствуваме одбивност кон бавчата и кон земјоделието, туку напротив. Да го сакате. Да го сакаме, баш. Освен со овоштарникот, со нешто друго се занимаваш, не знам дали имаш во дворот бавча мала, пошто нели сега е модерно више на сите дворовиве да не се претворени во тревници, а да немаме никаков земјоделски производ. Така, имаме до лани имавме кокошки, дори вративме назад и кокошки да чуваме, да, домашни јајца. Имаме бавча, сите имаме бавча. Во Преспа веќе почнаа сите да имаат бавчи во дворовите. Јас се надевам дека и во Скопје. Не знам дали во Скопје ќе биде, меѓутоа и во градовите, во другите градови ќе биде исто. Да, нема ништо повкусно од нели сам да си го произведеш
Зеленчук. Така, ја еве на пример И имам овошки. двор голем, а кој што ми е цел само со трева и со овошки. Па ја ќе ти дадам расот. Добро може да говориш. И инструкции. Да, пошто не са сите нели велиме дека цените во маркетиве се многу големи, дека немаме доволно домашно производство, никој не сака да се занимава со тоа. Претпоставувам дека и тоа е главниот проблем. Тешко е, значи јас сметам дека да, можеби маркетите се ги имаат повисоки марџин или процент на Да, заработка. Меѓутоа, уште тој процент расте уште самото производство. На секоја година се повеќе и повеќе ни се зголемува производната цена. Значи, тоа започнува уште од почеток. Да после тоа да не зборувам и пакување и брендирање и додека да стигне на рафтовите. На секоја година се повеќе ни се зголемува дневницата за работниците. Поскапи ни се билките за пестицидите, за храната, прихраната на јаболката е поскапа, водата, самата струјата за пумпите што значи тоа се си оди Се влие. Ги прскате јаболките, пошто Ги ние бевме на прскаме. една работилница во Преспа, каде што професори нели ги учеа земјоделците да не ги прскаат толку јаболките. И вие бевте на таа работилница. Колку се прилагодувате на тие нови трендови каде што нели се нудат некои нови начини за одгледување на јаболки? Да. Јас се стремам на прскање во границите на дозволеното. Дали е така кај другите овоштарници во Преспа? Или старите имаат малце поголем отпор кон тоа? Секој има различно мислење за тоа како го произведува. Јас тргнувам од фактот дека кај мене доаѓаат деца, кинат јаболка и јадат јаболка и јас сакам во тој момент секогаш јаболката каренцата или на моментот на до кога се задржал пестицидот во јаболкото да е поминато, пред да почнат децата да доаѓаат и да јадат. И не само јаболката, него и на црешите и на сливите истото. Така. Да, јас се трудам исклучиво, сакам и се стремам кон обезбедување сертификат за Global Gap, така што сметам дека тоа е еднината. Еве и Lidl отвора во Македонија врати, нели маркети, со тоа што ќе купуваат исклучиво од производители кои што имаат Global Gap. Тоа е стандард за добра земјоделска пракса. Така. Да. Значи мора сите што сакаат понатака да мислам дека треба се прилагодат на тие работи. Мора. А колку климатските промени Многу, влијат? Многу влијаат, значи И не знам, можеш да ми направиш некоја паралела како било порано кога твоите родители работеле, како е сега и они претпоставувам уште работат, меѓутоа колку е тоа изменето со климатските промени? Со климатските промени страдаме најмногу на пролетниот период, имаме премногу дождови, така што ние мораме поинтензивно да прскаме. Нели има повеќе почесто град. Градот не е една од големите штети што може да се направат. Така. Инвестирање во заштитни мрежи ни е многу скапо. Значи со нашите заработки од јаболката ние не можеме да си дозволиме да ги покриеме бавчите, да. Сушата во летно време. Имаме страшна суша и многу вадиме, а сето тоа нели гледаме на самото езеро ни се одразува и на се. Да. И покрај тоа што јас баш скоро гледав и подкаст со професор кој што прави истражување за Преспансково езеро, зошто водата заминува. Вика само 2% земјоделците влијаат на тоа намалување, 50% се климатските промени. Така што меѓутоа малку по малку мораме да промениме свест, да влијаеме за нели да ги стабилизираме, да речам, на некој начин. Добро, се плашите ли во Преспа, не знам, од целосно губење на езерото? Мислам дека не сме свесни уште дека тоа може да ни се случи. И јас искрено не знам што би правеле. Наискрено, затоа што Преспа е зависна од езерото. Од тој да ние вадиме со подземни води, меѓутоа сите тие подземни води се поврзани со езерото. Колку во Преспа значи отварањето на граничниот премин Маркова нога кој што се најавува дека треба да се случи во скоро време? Да, многу. Јас лично и од перспектива за туризам, меѓутоа и за трговија, мислам дека премногу ќе влија и ќе можеме едноставно ќе имаме граница со држава која што е членка на Европска унија и тоа многу ќе значи и ќе допридонесе за економскиот развој на Преспа.
Дали тоа го посакуваат сите жители на Преспа? Дали се свесни колку Мислам значи? дека Да. 100%. Дали се сеќаваш како била Преспа, не знам, пред 30 години, каква е сега? Се сеќавам, Мгм. Како беше? беше многу езерото. Значи тој Беше момент беше се сеќавам, мајка ми од Стење, кога ние одевме за Стење за викенди, Мгм. кога ќе поминевме од Тешево, водата беше покрај патот. Коли имаше до Сирхан, значи тоа Мгм. е едно, не знам, 2 километри може колона. Сега од патот не се гледа езерото Сега горе. не се гледа, да. Да. Се и врби се испораснати, и трска и сега е стварно е жално. Значи и трагично и сето што се случува. И се надевам дека ќе се најде некој решение и ќе се промени. Дали има луѓе, дали малку со години почна да се развива повторно туризмот во Преспа? Вака, значи во Преспа луѓето, мојот печаток е дека уште тежнеат по тој плажа туризам, да го наречам, езерски туризам. Мгм. Меѓутоа, моето мислење е дека ние, колку и да го сакаме да го посекуваме да се врати, нема да се врати. Мгм. Се надевам да грешам, нели, да се врати езерото и да се врати тој тип на туризам, меѓутоа ние мора да се прилагодиме на условите. Имаме 2 национални паркови, Така. имаме прекрасни плани, имаме заштитно погрече со ретки видови птици и колонии. Имаме остров, единствениот остров во државава. Значи ние мораме да ги искористиме сите овие ресурси и да развиваме еден друг поинаков тип на туризам. Така. Како размислуваш ти за понатака? Како се гледаш за 10 години? Како планираш да го расшириш твојот агробизнис? Посочи некои примери. Па јас Претпоставам се гледаш дека ќе останеш тука во Преспа. Да, Не се гледаш апсолутно, не се гледам да заминам. Јас се надевам дека туризмот ќе биде на едно многу позавидно, повисоко ниво. Гледам повеќе ентитети кои што работат агротуризам, рурален туризам, и ја гледам Преспа на едно многу, мислам, мојата визија за Преспа е туризам, значи да биде неголемата покрај земјоделието, нели? Така. Приход главен на жителите во Преспа да биде и туризмот, меѓутоа да биде таков рурален, гастрономски, агротуризам, авантуристички туризам. Пак ќе кажам, да ги искористиме природните ресурси, меѓутоа да биде сето тоа одржливо, а не само да го користиме без Така. да враќаме назад. Отворени се са некои мали бизниси почнуваат да се отвараат во Преспа, колку што можам да приметам да. во низ годиниве, се надевам дека тоа ќе биде и повеќе. Се надевам јас. Има ли млади земјоделци во Преспа? Има. Да? Има. Колку? Па, Се повеќе или? Бројките што ги знам јас, значи во Преспа се од 2500 земјоделци евидентирани, 500 Добро. земјоделци се регистрирани, односно само осигурани земјоделци кои што го работат исклучиво земјоделието. Мгм. Голем број од нив се млади земјоделци кои што имаат визија, почнуваат да прават некаква диверсификација, имаат модерни насади, меѓутоа прават и крајни продукти. И сето тоа нели придонесува за економскиот развој на Преспа. Значи, пак ќе кажем, тоа е главна цел и мојот поглед за Преспа е тој. Така. Што е најголемата корист да се занимаваш со земјоделство? Најголемата корист? Тоа е, како да кажам, благодарна дејност. Така. Произведуваш храна и кога ти имаш добар производ и да го пласираш и кога нели ќе ти го пофалат производот, се супер, задоволството е неизмерно. Така. Што сметаш дека е твојот најголем успех до сега со оглед на тоа дека се занимаваш со оваа работа, мислам дека околу 7 години, така? 6-7. Да, со тоа што последниве 2 години интензивно, да, се занимавам со тоа. Мој најголем успех е тоа што придонесувам за Преспа да биде ставена на туристичката мапа како што заслужува. Так. Искрена да сум. Дали твоите беа среќни или изненадени кога рече дека ќе се вратиш во Преспа? Јас мислам дека мајка ми знаеше дека ќе се вратам, затоа што јас 2 пати се вратив од Дубај, еднаш да посадиме тикви. Аха. Еднаш се вратив за јаболков берот. Дадов отказ на работа за да се вратам за јаболков берот. Да, така да мислам дека знаеше дека нема да трае. Долго таа приказна. А твојот сопруг живее во Преспа со тебе? Да. И како му се допаѓа Преспа со оглед на тоа дека ми кажа дека е од Шведска, така? Од Шкотска. Од Шкотска. Да, супер му се допаѓа. Дали он учествува во бизнисот?
Па Или се ми занимава помага. со друга работа? Се занимава со друга работа, консултантство работи и тој, меѓутоа ми помага. Можам да кажем, најмногу од се сум благодарна што имам поддршка, за да се отсклонам и не ме кочи во тие соништа да ги Така. исполнам што ги сакам. Добро, како се гледаш за 10 години од сега? Па се гледам, значи во однос на бизнисот, нормално гледам дека ми расте, во однос на производството, се надевам дека ќе имам модерни интензивни насади, како што кажа, веќе почнав да работам на тоа, на ова година веќе половина хектар ќе премине. Се надевам дека ќе пременувам нови агротехнички мерки, модерни, нели, со вештачка интелигенција, со дронови и сето тоа. И се надевам, се гледам себе си дека јас лично ќе придонесам за една побава преспа. Така. Ти благодарам многу, Ана, што беше денес наша гостинка, па се гледаме на пролет на овоштарникот во септември на Јабокобер. Така. Фала ти уште еднаш. Фала ви вас.